Луна паркот Зимзолен продолжува да работи без прекин, иако и други институции регистрираа пропусти. Последните во низа прекршоци констатирале даночните инспектори. Управата за јавни приходи за Телма потврдува дека при теренски контроли на божикниот базар Зимзолен биле утврдени неправилности и кај 3 правни субјекти, поради неиздавање фискални сметки и неуредно финансиско работење. Кај дел од физичките лица, кои продавале храна и ракотворби, за понатамошно постапување биле известени Агенцијата за храна и ветеринарство и Државниот пазарен инспекторат. Во рамки на контролите затекнати се и физички лица кои продаваа храна и ракотворби на тезги. Овие физички лица на увид доставиле документација дека имале поднесено барање до УЈП за паушално оданочување, но согласно член 29 став 4 од Законот за данок на личен доход, сите се одбиени бидејќи не ги исполниле условите за паушално оданочување, освен барањето за продажба на ракотворби. По однос на овие лица известени се надлежните институции за преземање на понатамошни постапки од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство и Државниот пазарен инспекторат. Пред само 48 часа од град Скопје констатираа дека не е издадена дозвола за поставување Луна парк и ја задолжија општина Аеродром да постапи. Комуналниот инспектор на град Скопје на ден 11 декември 2025 година изврши вонреден инспекцијски надзор. На лице место е констатирано дека правниот субјект нема одобрение за поставување на Луна парк на приватен имот од надлежен орган од град Скопје. Бидејќи комуналниот инспектор нема надлежност за отстранување на реквизити за поставување на Луна парк, ве молиме да постапите согласно вашите надлежности од Законот за градење. Од општина Аеродром, без да даваат други детали за Телма, посочија дека инспекцијската постапка за отстранување на поставената опрема е отпочната. Сепак од општината се уште нема детали до каде е постапката што ја започнале. Инспекцијската постапка од страна на општина Аеродром е отпочната на 28.11.2025 година и во моментов внимателно се разгледуваат сите факти и околности што се однесуваат исклучиво во делот на одобрението за поставување урбана опрема. По целосно завршување на постапката од страна на општината ќе бидат преземени соодветни мерки што произлегуваат од законите, доколку за тоа постои утврдена основа. Од јавното обвинителство предупредуваат дека доколку надлежните институции не постапат согласно своите овластувања, ќе отворат предмет и ќе дадат насоки за евентуална кривична одговорност. Предмет на истражување на обвинителството во секој случај поединечно можат да бидат сите аспекти на евентуална кривична одговорност. Сите наводи и констатирани неправилности од институциите, сопственикот на Луна паркот Панде Димов ги негира во објаснување кое го наведе со своите адвокати во Телма телевизија, но при тоа не сакаше да говори пред камерите и тврди дека работи законски. Инаку сопственикот на фирмата Мега Луна 25 Битола е токму Панде Димов, истиот кој пред 3 години ја постави опремата за Луна парк пред салата Борис Трајковски. Тој се јавува и како дел од сопственици на фирмата Зимзолен, која и лани организираше предновогодишната забава за најмладите и нивните родители во паркот кој тогаш исто така се наоѓаше во Аеродром, но на друга локација.